Општинската организација на Сојузот на борци од Велес и гимназијата Кочо Рацин ја одбележаа 72-та годишнина од штрајкот на учениците во Велешката гимназија. Пред основното училиште Благој Кирков, каде порано се наоѓала гимназијата, и пред споменикот на Кочо Рацин пред гимназијата, представници од општината, како и представници од повеќе општински делегации, положија цвеќе. Ристо Ристовски, учесник на ученичкиот штрајк, вели дека истиот го организирале, прикажувајќи го револтот од националистичкото однесување на бугарската власт. Преголема беше таа националистичка политика на бугарите. Ние живеевме во српско време и тоа имаше национализам. Очекувавме дека со бугарското, со новото време нешто по-инако ќе се случи. Напротив, бугарите не ни дозволува ни да се викаме македонци, што кај гимназијалтите ипак у најубавите години создаваше револт. Ристовски вели дека штрајкот е планирано организиран. Се сеќава како започнал истиот и како на неколку ученици им биле одземени личните карти поради пеењето на македонските патриотски песни. Полицијата ни ги зеде личните карти и ни рече утринта да си ги земеме. Со тоа не евидентираа. И од тога и више настанаа движења организирани за штрајк. Тие ученици што беа евидентирани, стално беа пратени и се спремаа да ги исклучат од неколку ученици. И на ден 15 март 1942 година, во времето кога се носеше одлуката за учениците, организирано го напуштивме штрајк. Во пригодната програма по повод одбележувањето на годишнината, учениците од сегашната Велешка гимназија презентираа историско сеќавање на штрајкот. Овој јубилеј потсетува дека Велешката гимназија на Македонија е дала низа значајни општествено-културни работници, но представува и поттик гимназијата да остане доследна на својата традиција.